Jedan den koga ќе пореснам, јас би сакал да бидам. Да напишем книга или готвач да бидам. Во градина, безстрашен чувар да бидам. Може би ќе сакам да возам автобус или учител да бидам. Можел да бидам добар учител, доктор да бидам. Кога ќе порасна би можел да бидам. Многу работи би можел да бидам. Дали воз или авион ќе возам, или играчки пон камион. Толку многу работи би можел да бидам, а знам само едно. Дали воз или авион ќе возам, или играчки пон камион. Толку многу работи би можел да бидам, а знам само едно. Ајде, двајца по двајца. Дали сите излеговме? Ни ги нема другарчињата. Две другарчиња ни останаа внатре. Леле. Мама и тато се на работа. Ајде ќе повикаме и Бојан и Дина. Да си поиграме малку. Дина, Бојан. Ајде, нима да си играме со коцките. Ајде, Бојан, ме да си играме со колички. И она ти се фачат количките. Ајде, кој ќе те ја препија? Кога ќе порасна би можел да бидам. Многу работи би можел да бидам. Дали воз или авион ќе возам, или играчки пон камион. Толку многу работи би можел да бидам, а знам само едно. Дали воз или авион ќе возам, или играчки пон камион. Толку
начин. Децата не треба да играат со запалки. Може ќе предизвикате пожар. Знаете што се случи минатата недела? Во соседството изгоре зградата и затоа вие не треба да си играте со запалки. Може да ми ги дадете? Ајде, продолжете да си играте со вашите игри. Денес многу убаво си поигравме во шумичката. Време да си одиме дома. Залем вака ли ка оставиме шумичката со полно отпадоци? Не. Ај, си ги собереме отпадоците во кесина. Најважното го заборавивме. Што? Што? Да го изгасиме малогино со вода и да спречиме во шумичката пожар. Можел да бидам добар учител, доктор да бидам. Кога ќе порасна би можел да бидам. Многу работи би можел да бидам. Дали воз или авион ќе возам, или играчки пон камион. Толку многу работи би можел да бидам. Аз знам само едно. Дали воз или авион ќе возам, или играчки пон камион. Толку многу работи би можел да бидам. Аз знам само едно. Работа ми јуче Сега ја ќе се јавам на број 193 да им кажам на пожарникарите дека ќе дојдат гости од градинка Димче Мирче, Маргаритки. Ало? Ќе дојдат деца од детска градинка Димче Мирчев, Маргаритки. Јас би сакал да бидам Да напишам книга или готвач да бидам. возо градина, бестрашен чувар да бидам. Може би ќе сакам да возам автобус или учител да бидам. Порасна би можел да бидам добар учител, доктор да бидам. Кога ќе порасна би можел да бидам. Многу работи би можел да бидам. Дали воз или авион ќе возам, или... Добар ден. Добар ден. Добри ли сте? Денеска дојдовте да посетите противпожарната единица? Да видите како пожарникарите ја чуваат безбедноста на граѓаните и на вас децата? Повелете да едете. И благодариме. Толку многу работи би можел да бидам. Аз знам само едно. Работа ми јучам вредно.
Значи денеска се наоѓате во територијалната противпожарна единица, каде што се целодневниот престој на пожарникарите во текот на работниот ден го поменуваат. Сега се наоѓаме во раководителската просторија, каде што колегите сабале кога примаат дневната заповест и си ги даваат следните задачи што им се по распоред на работниот ред овдека. Значи, после од кога ќе ги завршат работните задачи, слободно седат и гледаат телевизија, релаксирано, дискутираат на тема за пожарникарството, каде што ги надминуваат проблемите од претходните интервенции или пак што денеска ќе работат во текот на денот. Значи, тоа е таа просторија, имаме овдека и библиотека, каде што слободните активности се занимаваат со читање и со релаксирање. Значи, сето тоа зависи од раководителот, какви работни задачи има од наредба од командирот на единицата. Значи, од кога завршуваме тука, можеме да посетиме главната просторија, каде што ги примаме повиците за интервенција, тоа е соседната просторија, просторијата на диспечерите. Ако сакате да повелите, да видите и таа просторија. Значи, главната просторија во територијалната противпожарна единица е диспечерската служба. Ова диспечерска служба овдека служи за примање на дојави за елементарни непогоди, од кои елементарни непогоди се пожари, поплави, земјотреси и се останато сообраќајки. Значи, сето тоа диспечерот овдека што е дежурен 24 сата, значи ги прима дојавите, имаме пријава каде што се потполнува кој се јавува, што се случува и на која улица се случува, со тоа што спрема кажувањето на граѓанинот, се знае, се одредува улицата и диспечерот знае со кое возило да му даде задача на раководителот да тргне. Тоа зависи од пристапноста на улицата, од местото каде што се случува, значи доле после ќе се симнеме да ги видите возилата, значи за да ги алармира колегите дека прима дојава на пожар, имаме звонче пожарникарско, можете да го притиснете, што тоа звонче е најава за пожар. Тогаш колегите со брза реакција се симињаат доле, се опремуваат, раководителот добива извештај од диспечерот за што се работи и спрема тоа се спремаат пожарникарите да действуваат на тој терен и се облекуваат спрема ситуацијата. Ако се работи за шумски пожари, облекуваат друга униформа, ако се работи за урбан пожар, тогаш се облекуваат со опремата со таа што располагаме и за 2 до 3 минути излегуваат од територијалната противпожарна единица. Значи, тоа е главната соба каде што зависи нашата работа во територијалната противпожарна единица. Значи, моментално се наоѓаме во просторијата каде што се врши секојдневна обука на пожарникарите, каде што се запознаваат со опремата. Основна опрема на пожарникарот во действување на интервенции е дрегер апаратот, кој при задимени простории, каде што при задимени простории, освен со кислород, односно вие боци имаат воздух, каде што можеме да влеземе и да изнесеме повредената жртва или да влеземе при гасењето. Значи, ако ги немаме вие боци, ние не ќе можеме да влеземе во тие задимени простории, затоа ги користиме и секојдневна обука имаме брзина на ставање и брзина на опремување со целосна опрема, од чизми, палто, пантоломи, каде доле ќе слегнете, ќе го видите сето тоа и обавезно се носи шлемот кој е заштитен дел на главата. Значи, на главата каде што овој шлем има и везир, каде што се ги заштитувате и очите при дадена ситуација, за да не бидете при пламенот, пошто има температура, да се заштитите сами себе. Значи, сето тоа е дел у секојдневната обука на професионалците пожарникари. Тоа е училница и каде што секој идење на интервенција, овде кој објаснуваме како сме настапиле, што сме интервенирали и колку време траела сета интервенција. Имаме и позитивни и негативни гледања, значи, на сето тоа. Сето тоа негативното го отклонуваме и продолжуваме да се надградуваме со позитивни активности, односно се спремаме да ги отфрлиме тие негативни работи при интервенција за да бидеме поуспешни. Значи, таа е таа просторија што минеме секојдневно.
за обука на пожарникарите како теоретска и практичен дел за припрема на пожарникарите за поуспешно интервенирање на пожари. А ден или ноќе седите? Да, ние значи дежураме 24 часа, односно пожарникарите секој дневно проверуваат опремата и дежураат и служат на граѓаните за нивните потреби. Значи при повикот на нели кој број беше за пожарната? 193. Да така, кога ќе ни се јавите и ние мораме да бидеме спремни. Значи дежураме и дење и ноќе. Повели? А вие се плашите ли од тој? Па вака, значи, добро прашање. Ние не се плашиме од огин. Значи, сите луѓе од тие елементарни непогоди што бегаат, ние сме хумени луѓе и влегуваме во пожари, поплави, за да го спасиме човечкиот живот. Значи, имаме храброст и не смееме да се плашиме да тоа што ни е работа и затоа морате вие да верувате во нас кога ќе стасаме, значи ние сме дојдени да ве спасиме. А шума ли гасите? Да, имаме повеќе видови на пожари. Еден од тие пожари е во шума, каде што кога одат луѓето на викенд или кога одат скара да прават, не ја обрнуваат внимание и се пали шумата, а тоа е шумата, знаеме за што ни служи, нели? Што дава шумата? Да, и ние вие да растете и сите да растете, да бидеме здрави од тој чист воздух и мораме да чуваме шумата. Повели? Ако гасите пожар, треба ли да биде настрана колата да не се запали? Да, колата треба да биде оддалечена, затоа имаме долги црева, за да не дојде при ветер да дојде да се запали нашето возило и затоа е шоферот тој што се грижи за возилото и го известува командирот ако дојде некоја ситуација дека има голем пламен за да го трне возилото наназад. Ајде ти со носето. А и во планини или гасите пожар? Да, и во планини гасиме каде што имаме, најмногу во планините имаме села. Таму живеат стари луѓе, каде што мораме да испасиме, а во планините имаме и стока, каде што чуваат нели овци, крави и така, на луѓето им помагаме. Се наоѓаме во просторијата каде што личната заштитна опрема е на пожарникарите, шлем, чизми, палта, пантоломи, каде што при давање сигналот на пожарот, пожарникарите со брзи чекори идат овдека, се опремуваат со наредба на раководителот, одредуваат со кое возило настапуваат на интервенција и се качуваат во возилото и спаѓаат на терен. Значи 2 до 3 минути е излегувањето и тргнувањето на местото на интервенција. Тоа е тој дел каде што брзо се облекуваат и излегуваат во гаражата каде што се возилата, сега каде што ќе ги видиме. Се наоѓаме во гаражата на противпожарната единица, каде што располагаме со 6 возила, што имаме 18.000 литра вода и имаме 2 теренски возила лада за шумски пожари и останата опрема што действуваме на шумски пожари. Тоа се метли, грибла и така натака. Значи овие возила, најмалото возило ни е заставата која користи за влегување по сокаците и во тесните улици на град Велес, а останатите, значи дафот е возило каде што кога имаме сообраќајка брзо действуваме, пошто тоа возило е најпрактично, и Волвото што ни е донација од англиската Флориен операција. Значи со тие две возила одиме на сообраќајка, а четврто возило и ова втора кола што е ФАП ни користи за дотур на вода, која ќе снема возилото вода, ние дотураме вода, значи во соработки со другите институции. Значи битна ни е количината на водата и практично делување на пожарникарите, што помалку вода да се изгаси поголема површина на пожар. Да
бидам. Кога ќе порасна би можел да бидам. Многу работи би можел да бидам. Дали во